Источниот регион е пуст, сиромашен и без јасна перспектива. Му недостасуваат многу работи, но најмногу луѓе и нив владата треба да ги обезбеди, изјави министерот за локална самоуправа Ристо Пенов. И со редовни инструменти таа состојба не може да ја совладаме. Ние мора да отвориме на нова политичка филозофија, да речем, кој ќе тргнете на Источна Македонија ридиштата голи, земјата необработена. Тоа е еден потенцијал за државата која треба да размисли и да донесе луѓето, тоа го работат, да го збогатат, да сите живееме поинаку. Со други зборови, според Пенов, ова значи дека државата и општините треба да го намалат интензивното иселување, а добар дел од иселените да вратат назад. Дали ова перспективно е можно? Факт е дека миграцијата е на високо ниво последните неколку години, не само во Македонска каменица, во целата држава Република Македонија, меѓутоа за враќање назад и сите ние знаеме дека е многу тешко. Целта наша, еве ние како локална самоуправа имаме направено локално-економски развоен план за 2023, со кој планираме да ги субвенционираме младите предприемачи, да ги едуцираме, да ги донесеме до степен сами да заработуваат и да се наоѓаат во ова капиталистичко општество. Иако тука поголемо учество во однос на миграцијата на населението во други држави има централната власт со зголемување на целокупниот квалитет на живење. Ние како локални самоуправи исто се грижиме за граѓаните каде што сме ние градоначалници да добијат поквалитетни услови за живот со градење на сите инфраструктури кои што се потребни за тоа во однос на образование, социјала. Статистички, во моментов во регионот живеат 150.234 луѓе, а на годишно ниво загубата е поречиси 1000 жители. Освен ова, источниот регион е и најстар во државата, што значи процесот на умирање овде е најинтензивен.